Здраво, другарчиња! Детско катче ова седмица е посветено на Светскиот ден на литература за деца. Најпрви на 1 април бевме во библиотеката Благој Мучето, каде се дружевме со дечињата од градинка. А какви само костими имаат тие? Ајде да видиме. Don't worry, be happy now. И покрај пандемиските услови и ограниченоста на собирање, сепак има настави во библиотеката во Струмица. Денеска се собра деца од градинката по денот на шегата и меѓународниот ден на литературата за деца. Што организирате? Па видете вака, постојано имаме читатели и факт е дека имаше месеци кога не работевме и постојано звоне на телефоните кога ги отвориме. Значи библиотеките се пожелни, читателите се тие што сакаат библиотеката да работи и ние ги отворивме библиотеките. Ова после долг период, пред 15 дена имавме доделување на карнавалски творби, меѓутоа беше некако по еден по двајца дозволивме. Ова беше желба на учителките од градинката да ја посетат нашата библиотека и да го искористиме моментот, денот кој дечињата што ќе тргнат на училиште следната година почнат да другаруваат се повеќе и повеќе со книгата. Ова беше прекрасна иницијатива од нивна страна, затоа ние посакавме и нашата роднокрајна авторка Сузана Мицева да биде дел од таа манифестација, од таа пригода, затоа што Сузана знае и умее, знае да го направи она што децата, можем да кажем, малку подолго време се задржаа во нашата институција, меѓутоа со задоволство се дружеа со читањето на делата, творбите, од сето тоа што го напишала Сузана, нешто што напишала учителката од градинката и беше прекрасно. Навистина, чекаме пандемијата да замине и да можеме се повеќе и повеќе. Јас се надевам дека деновиве што доаѓа пролет, лето, така да ќе организираме наставни надвор пред библиотека и дека ќе им овозможиме она што стекош, викаме, библиотеката треба да биде на врвот, писменоста треба да е таа што едуцира, да им дадеме можност на сите креативни да напредуваат, да го постигнеме она врвот. И јас пак ќе кажам, библиотекарите се умовите и би сакале се повеќе да им дадеме можност на сите наши читатели од најмалата возраст, како тоа што го направивме денеска, па и возрастната популација да не посетуваат, меѓутоа по протокол. Да биде по протокол, барем сега се додека не ги направиме сите оние вакцини, па да можеме малку и по-релаксирано да се однесуваме. Директорке, постојано повикувате на упис на нови членови, особено од градинките. Имате ли членови, родители кои што се заинтересирани да членуваат нивните деца во градинка? Да, дефинитивно да. Зошто да не? Кога ја имате можноста децата од градинките бесплатно да бидат запишани, ние се трудиме. Сумата на пари е многу мала. Нешто успеваме да набавиме, нешто успеваме да добиеме како донација, меѓутоа радува фактот
на нашата креативност исто и потик да направиме нови, да набавиме нова литература, за да им овозможиме на дечињата да доаѓаат и да има мотив што ќе ги држи, со кој ќе почнат следната година во училиште, кога ќе почнат да изучуваат букви, да знаат нешто повеќе, да ги интересира. Еве како денеска пак ќе кажам, значи сум задоволна, прекрасна твоето творештво, Сузана Мицева, се гордиеме што имаме таков роднокрајен автор. Благодарам. Кои се проектите со кои што работите во моментов? Дали имаме на повидок нешто интересно што ќе се случува во библиотеката? Да, веќе објавено е, меѓутоа можам да кажам веќе дека добивме решение само за еден, тоа е решение, значи веќе дефинитивно ќе биде 3D. Сето тоа што се случува во библиотеката ќе се прожектира на зидовите на фасадата на библиотеката. Значи нашите шетачи кога шетаат во нашиот убав дел од паркот во Струмица ќе имат можност да се запознаат во кој одделение во библиотеката, во која канцеларија што постои, што има. За сето на наше богатство од 18-19 век имавме добиено исто, меѓутоа се уште не можам да го спомнам затоа што решението не е стигнато, меѓутоа имаме за заштита и конверзација на тие стари ретки книги добиено некој денар. Благодарност до Министерството, меѓутоа еве радо се кога во библиотеката имаме настани, се радуват и читателите, меѓутоа и ние сме исполнети. Верувате, библиотекарите сакаат да има работа, да се чувствуваме спремни да ги задоволиме потребите на сите граѓани од мало до старо. Попри пандемијата, дали има нови членови во библиотеката? Да. Прилика колку се движи бројот на вкупниот број членови? Па, јас можам само да се пофалам дека на вистина бројот расте. Бројот расте, го обновуваат и уште една работа. Наскоро деновиве, тоа што еден период го кажував, веќе ќе се реализира, доаѓате во библиотека, побарувате книга, во моментот ја гледаме на рафтовите, меѓутоа на самиот компјутер кога ќе го напишеме насловот на книгата ни покажува каде се наоѓа. И доколку корисникот ја држи повеќе од 15 дена, ќе го замолиме да ја врати книгата за да го служиме корисникот. Значи многу полесна форма. Година и нешто веќе работевме на ревизија на целокупниот фонд на книги, меѓутоа и морам да кажам дека многу струмичани книгите си ги присвоиле, така да не ги вратиле во библиотеката. Тоа е што е македонска работа. Се надевам дека ќе имаме и таква помош. Одредени издавачки куќи од Скопје па и од Македонија, автори ни праќаат бесплатни примероци, така да фондот расте. Фондот расте во интерес на граѓаните. Каква е прилика? Книжниот фонд. Па еве сега како што кажав, дефинитивно треба да се соберат колку во детско, колку во возрастни, го правиме записникот кој ќе го доставам. Па да кажем дека 90.000 со подрачни библиотека во Василево и во Муртино. Тоа е тоа. Се надевам дека и понатаму радува фактот дека не посетуваат, ќе посетуваат и колегите и колешките прават напори да бидат читателите услужени, да бидат задоволни од услугата. Ние постоиме за читателите. Вчера на роденденот на Ханс Кристијан Андерсен во основното училиште Гоце Делчев од Велюса имаше читање и дружење со автори за деца. Добро. Може. Добар ден. Деца, ако не сте знаеле, денес е 2 април, меѓународен ден на литературата за деца. На овој ден, традиционално веќе неколку години, нашата институција општинска установа Дом за деца и благо и мучето Струмица организира средби и дружби на учениците од основните училишта со наши роднокрајни писатели на литература за деца. Денес имате таа чест да бидеме гости во вашето училиште и ваши и наши гости да бидат нашите познати роднокрајни
писатели на литература за деца, Киро Донев и Сузана Мицева. Исто така, со нас денес е и доцент доктор Ана Витанова Регачева, професор на Филолошки факултет на Университетот во Црноче во Штип, така да таа повеќе ви каже нешто за воопшто за литературата за деца. Повели, Ана. Најпрво, драги ученици, да ви посакам добар ден. Добар ден, вам и на вашите наставници. И да ви посакам убав ден, да ви кажам дека ние многу убаво се чувствуваме денеска во вашето училиште, кое што е многу убаво, многу средено. И училиштето е вашиот втор дом, така нели? Така. Радосни сте што доаѓате на училиште. Така е, заради тоа што многу ваши соученици и другарчиња следат настава од дома, знаете, меѓутоа не е исто кога си дома пред компјутер и кога сте во вашите училници. Ученици, денеска, како што кажа Аце, е 2 април, меѓународен ден на книжевноста за деца. Овој ден се прославува во чест на големиот автор за деца Ханс Кристијан Андерсен. Сигурно паметите кога бевте малечки, дека сте ги читале, например, Девојчето со кибритчињата, оние убави приказни за деца. Тоа е едно од најпознатите приказни на Ханс Кристијан Андерсен, човекот кој што пишувал исклучиво за децата, многу ги сакал, ги почитувал и затоа целокупната негова литература е посветена на децата. Има многу убави, знаете вие, книги кои што сте ги читале, ги читате. Дали сакате да читате книги? Да. Лектирите ги читате или? Да. Вие помалите секако, поголемите позади се малку потивки. Добро, меѓутоа навиката за читање се стекнува од многу мала возраст. Еве од таа возраст баш како што сте вие помалите седнати пред мене. Знаете дека децата растат и стануваат се поумни, помудри преку читањето. Еден познат светски голем човек рекол вака: ако сакате децата да ги направите мудри, односно паметни, читајте им приказни. Ако сакате да ги направите уште попаметни, читајте им уште повеќе приказни. Така што колку повеќе читате, толку повеќе растете, ќе израстете во убави, мудри, паметни, возрастни луѓе. Јас бидејќи, како што ме представи Аце, јас сум професор, исто како и вашите професори, значи предавам меѓутоа на малку поголеми деца, на студенти, и тие, иако се големи, се уште сакаат да ги читаат приказните за деца. Например, како што поголемите сакаат да гледат цртани филмови. Сакате ли уште да гледате цртани филмови? Да. И секогаш ви се интересни, нели? Дури ние, возрастните, ги сакаме цртаните филмови. Исто и со приказните. Сигурно на телевизија гледате македонски народни приказни? Да. Ги сакате? Да. Може ли некој од вас да се сети на една приказна, ама онака кратко да ми каже која е моја омилена приказна од приказните што ги гледате по телевизија? Имате ли некоја приказна која што ви е најубава? Том и Джери. Добро. Тоа е цртаниот филм, добро. Мистер Бин, добро. Пак сме во светот на децата. Кажете ми вака, дали вашите баби, мајки ви раскажувале или се уште ви раскажуваат приказни? Да? Или повеќе се на мобилните телефони? Не, добро. Вака сега, бидејќи сакам да ве потсетам на приказните, колку се убави, колку убаво звучат, јас ќе ви прочитам една приказна. Сакате ли? Да. Добро. Еве од оваа книга, ова се приказни, македонски народни приказни, кои што во суштина се многу долги. Знаете, понекогаш приказните знаат многу да траат. Меѓутоа, јас сум се потрудила да ги направам кратки за да ви бидат да има малку време, да треба малку време за читање, меѓутоа да ги запаметите и така се убави некои сликички внатре, илустрации, да изгледаат убаво и да сакате оваа сликовница да ја отворите. Ќе ви ја прочитам приказната Детето со звезда на челото. Еднаш многу одамна, шетајки по царството, царскиот син сретнал 3 сестри. Првата сестра му рекла дека ако царскиот син ја одбере неа за жена, ќе му замеси погача без брашно, цело царство да јаде и никогаш да не се потроши.
Втората сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе искае платно цело царство да го облече и пак да остане од него. Третата сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе му роди син со звезда на челото. Царскиот син ја одбрал третата сестра. Двете љубоморни сестри смислиле многу лош план. Кога се родило детето со звезда на челото, го зеле и го однеле во блиската шума. За среќа, во шумата го нашла една срна. Таа го зела со себе и го хранела цели 6 години. Еден ден, додека детето си играло покрај езерото, дошол некој човек качен на гемија. Гемија е брод, да знаете. Детето, бидејќи не растело со луѓе, не го знаело човечкиот јазик. Добриот човек го повел со себе и го однел во својот дом. Почнал да го учи да зборува и момчето станало големо. Дури и го однел на училиште. Детето со звезда на челото станало добро и учено момче. Се расчуло во царството дека има момче со звезда на челото. Царот, присетувајќи се на ветувањето од својата жена, посакал да го види момчето. Кога дошло момчето, царот го прашал: "Кои се твоите родители, момче?" "Татко ми е овој добар човек, а мајка ми е срната," одговорило момчето. Тогаш царот го однел момчето во темната соба, каде што била неговата вистинска мајка. Таа веднаш го препознала. Силно го прегрнала својот син, за кого знаела дека еден ден ќе се врати. Побарала од царот да не ги казнува сестрите. Нивната најголема казна ќе биде срамот што ќе го носат до крајот на животот, му рекла таа. Ви се допадна ли приказната? Да. Што од оваа приказна можеме да научиме? На крајот, која е пораката што можеме да ја извлечеме? Дека секогаш треба да правиме добри дела, така е, така е. Ви благодарам, драги ученици. Јас овие 3 сликовници, еве вака, детето со звезда на челото, чудниот сон на врапчето и волшебната капа, ќе ги оставам за подарок во вашата библиотека, па вие кога ќе посакате, можете да си ги земете и да си ги прочитате. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, а сега ја најавувам нашата пријателка и автор за деца, Сузана Мицева, која што ќе ви прочита дел од нејзината поезија посветена на деца. Ковели, Сузана. Браво на сите. Драго ми е што денеска имаме можност по цела една година, откако не сме биле помеѓу децата, помеѓу вашите врсници, а денеска бевме сите многу возбудени заради тоа што ќе имаме можност да другаруваме со децата. Кога јас бев дете, копнев да запознаам некој од моите омилени писатели за деца, како што беше Киро Донев. И навистина животот принесува многу изненадувања, па малку поголема од вас, кога бев некаде на своји 14 години, бидејќи уште тогаш почнував да пишувам, на едно летување, поетско летување, го запознав во Струга нашиот Киро Донев, кој од тогаш ми стана навистина добар пријател и еве веќе 20 години ние заедно другаруваме, се дружиме, јас од него учам, тој мене ме подучува. Морам да ви кажам дека љубовта кон литературата за деца и воопшто кон книгата ми ја всадија токму наставниците кои што вие ги имате овде. Со нивната љубов, со нивната посветеност, со тоа колку ни зборуваа и колку убаво ни читаа, не насочуваа, не мотивираа, почнавме се повеќе да се зближуваме со книгите, со приказните, со поезијата и таа некако стана дел од мојот живот. Зошто ви го зборувам ова? Заради тоа што сметам дека секое дете, секој човек што другарува со книгите, има барем еден почетен, вистински, искрен пријател. Затоа што книгата е тука да ве расположи, да ве утеши, да ви прави друштво кога сте осамени, а особено сме сите помалку осамени кога
Живееме во едно вакво време кога е навистина непрепорачливо да се дружиме во големи групи, да бидеме без маските и многу близко до нашите другарчиња. Така некако се роди мојата љубов и навиката да запишувам. И морам да ви споделам дека иако сите не критикуваат, нели, особено дечињата, да не минуваме време со мобилните телефони, јас го користам многу често, ама знаете ли зашто? За да запишувам стихови на него. Кога се движам, например, по природа и ќе погледнам нешто што навистина ме инспирира и ми доаѓа да запишам некоја убава мисла или било што, го земам телефонот и наместо да седам на социјалните мрежи си пишувам на него, бидејќи има и таква можност. Вие зашто ги користите мобилните телефони? Многу ме интересира. Освен за игри. Фейсбук, добро. Друго? Понекогаш може би читате нешто на нив? За Фейсбук, да. Ова ви го кажувам заради тоа што иако технологијата не ни ја препорачуваат, ние сепак сакаме да поминеме време со нашите телефони. Има и други начини како можете да ги користите. И затоа денеска ќе ви прочитам нешто од мојот мобилен телефон, да видам што зачувал се тој. Сега, јас исто како вас сум родена и растена на село и многу сум поврзана со темите кои што го опишуваат животот на селото. Например, живеев во двор кој што имаше многу животни. И тогаш замислував какви приказни и какви муабети би си правеле животните меѓу себе. Арно, ама во времето кога јас живеев, на нашата селска фарма немаше интернет. Сега на селската фарма на моите родители има интернет. И знаете ли што се зборуваат животните таму? Сега ќе ви кажам. Во дворот на баба Нада животните се на барикада. Штрајкуваат пред баба и дедо, бараат да се смени редот. Фармата е за трансформација и поврзување со цивилизација. Прв услов да се реши спор. Компјутер да има во дворот. Се разбира и еден телефон. По можност да е најнов iPhone. Една кокошка со приговор се здаде. Не може така, драга бабо Наде. Се што треба мислам и молам да ни се даде. Да имаме барем интернет, да не гледа сиот свет. Колку пилиња јас вадам, како и што дневно јадам. И уште молба имам, најдоцна до оваа зима. И петелот мој строен со Фейсбук да е споен. И прасето истегна става. И јас имам своји права. Зар не ви е малку жал, што цел ден лежам во кал? Барам када со вода и туш по последна мода. Се разбира, и помади разни, копитата да ми се мазли. На фармава многу се збори, Инстаграм да ни се отвори. А кучето на тоа рече, и камера да ставите до вечер. Неа штом ќе ја имам, и видео можам да снимам. Кога ќе трчам, и лаам по нешто. Доказ ќе имам за се што. На трапникот, на мета ќе го ставам, во полиција ќе го пријавам. Имате ли вие животни во вашите дворови? Да! Какви животни имате? Куче. А кокошки имате ли? Да! Не. Папагалче? Браво! А кравички има ли? Не! Зошто нема кравички? Козички? Браво! Браво! А па тие се многу своеглави. Вие сте браќа. Како се вика златото? Блаже. А ти Сонце? Браво! Колку сте сладки. А знаете ли што? А кога бев во шумата еднаш, знаете што сретнав? Едно мече. Ама тоа се успало. И цела зима не било на училиште. И знаете ли кој го караше? Волкот. Да ви прочитам ли што му рекол? Мечето ученик. Волчко отиде кај мечето на гости. Кој ден сме денес, другарче, прости? Каде си ти непослуш поеден? Зар животот цел на спиење е сведен? 3 месеци те нема на час. Не се појавуваш, не пушташ глас. Не ми се обраќај со таков тон.
Само што станувам од зимскиот сон. Знаеш дека зима мечките спијат. Во пештери темни, дремат, се кријат. Ако е така, извини брате, немој погрешно да бидам сватен. Само мислев дека тераш шега. Договор, вика, мора книги да ти купам да научиш како треба да се вика. Сега за книгата, бидејќи јас ги сакам книгите, а гледам вие имате едно прекрасно училиште, а вие сите сте тука многу мирни уви деца, вашето школа по-убаво училиште и по-чисто не сум видел. Верувајте. Али цела Македонија сум бил и негде во светот сум бил, ама вако училиште убаво не сум видел. Верувам дека имате тука и книга, библиотека имате, но да внимавате во библиотеката да одете само вие. Поте има и вакви читатели. Ќе ви кажам сега што се случува со еден чуден читател. Значи, на една селска свадба, градскиот глушец гост се фалил дека во градот никогаш не држи пост. Наутро јадам тој рекол по 9 мачки во боја, наручек по 3 слона и 5 афрички ноја. Навечер лесно да спијам, изедувам по еден кит, редовно јадам и пијам и постојано сум сит. Зинале гостите од чудо, абе зарем е возможно тоа, лажеш? А сето тоа кај го наоѓаш? Можеш ли да ни кажеш? Веднаш гостинот рекол и засукал мустак сив. Резерви имам со Тони, ке имам дури сум жив. Јас се живеам во библиотеката, меѓу книжишта ред, пе си грицкам од тоа што е најсладко на овој свет. А вајде? Кога беше април или бе? Вчера. Јас не знам да лажам, јас ќе ви честитам денот на вистината денес. Вчера се беше ден на лагата, така ли? Јас ќе ви честитам денот на вистината. Днеска 2 април, ден на вистината. Ама јас не знам да лажам. На сите деца што умеат да лажат, јас им завидувам. Затоа што не умеам деца да измислам ниту една лага, колку и да се обидувам. Сите лаги што ги имав ми ги украдува. Затоа сега не умеам да лажам. А како се случи тоа, сакате ли да ви кажам? Кога бев јас мал, не се дружев ни со Сузана, ни со Ато, ни со Ана, ни со Подгорец, ни со Петко, ни со Рајко, туку мои најдобри другари ми беа Тешко Тебе и Олеља Мајко. Тој Олеља Мајко беше добар другар, силен и здрав. Неговиот татко беше директор на една фабрика за производство на дожд во прах. Јас тогаш деца живеем во градот Мижи да те лажам. Во тој град улиците беа поплочени со чоколадни бомбони, а над нив имаше вакви електрични светилки 100 милиони. Затоа луѓето кога одеа по нив мижеа, а возилата немаа обични гуми како денес, туку на гуми за џвакање се движеа. Леле, само да знаете вие какви денови беа тие. Тогаш само 2 дена во годината се учеше, а летниот распуст 9 месеци траеше. Одличен беше само оној кој во училиште ништо не знаеше. Одлични беа само оние кои на часовите ништо не зборуваа, а сите што имаа повеќе од една петка повторуваа. Но тоа не е толку важно, нешто друго е тука тажно. Една ног деца остана кај мене на спиење Тешко Тебе. Си легнавме во ист кревет, си се покривме со исто кревет. Отредната се извлекувам од креветот вешто и ов гледам како да ми достасува нешто. Гледам во Тешко Тебе, а тој деца се некако повјасува. Му велам, абе братче, мене нешто како да ми недостасува. Гледам во Тешко Тебе, а тој ама бе братче, ништо не сум ти зел. Ако не ми веруваш, еве, по 100 години да се набудам на боски лафтел. И јас, деца, брз него не можев да ја фрлам виното ти. Тој ден беше 1 април, а тој лажеше преку цела година, ама само на 1 април да зборуваше вистината. Како мене. Но за среќа или несреќа, тој ден цело наше одделение го однесува на лекарски систематски преглед. По прегледот, лекарот на сите мои другари им рече: ајде деца, одете си, вие сите како дрен сте здрави, немате ни корона, ништо. А мене ме задржа во својот кабинет и ми јави: Тебе, Кириле, ми вели, ти недостасува 3 килограми знае од историја.
2 кг чиста меморија, 5 кг знание од граматика, и 4 од физика, и 7 од математика. Чекај, оп, па тебе ми вели дете, ти недостасува и половина белдрок, ами сега викнав нас исплашени. Тешко тебе му реков лекар. Како бе тешко мене, тешко тебе ми рече лекар. Не бе доктор реков, тешко тебе, тој ми ги украл. Викнаа полиција, го фатија тешко тебе, го претресува и замислете си. Покрај лагите што ми ги беше украл, му најдоа уште 101 ушна школка, 15 стекиеви труби, 109 леви ребра, 51 слепо црево и што ли не уште. Деца, тој тешко тебе, тогаш ми ги украл лагите што ги имам. Затоа сега не умеам денеска да ве лажам. Тоа беше се што сака да ви кажам. Ако не ми верува некој, нека го праша тешко тебе. Тој се уште живее во градот ближе да те лаже. Сега ми верувате, нели? Да! Што ми верувате, ќе ви кажам јас вчера што видов. На тој ден кога лажав сите, јас не лажам. Вчера, тај баница, видов лав со чизми. Видов лав со чизми, паек со гитара. Видов гушец колку слон, кит кубова мара. Видов штрк со една нога, жава во пиджами. Видов гуски во фустани како модни дани. Видов мачор со рогови, заед без уши. Видов гуштер со муслики и полжав со брада. Знаете ли каде? Во цртанката на едно праваче што се вика Рана. А тука негде кај Велјуса, тука, во една бара, цел ден пренос врши една жаба стара. Крек, само крека, ви зборувам честно, скок на 7 метри не е многу лесно. Една болва вчера, рекорд светски стави. Метро и пол назад штурчо го остави. А една пак цеце мува што тргне од Кина, сал за 2-3 часа, Велјуса е мина. Што се смеете? Така? И жавата стара, кој знае до кога пренос ќе врши, ама дојдеш тркал со скајбаница и вратот ти го скрши. Друго нешто што да ви кажам. По една бара, цел ден пренос врши една жаба стара. Крек, само крека, ви зборувам честно, скок на 7 метри не е многу лесно. Една болва вчера, рекорд светски стави. Метро и пол назад штурчо го остави. А една пак цеце мува што тргне од Кина, сал за 2-3 часа, Велјуса е мина. Што се смеете? Така? И жавата стара, кој знае до кога пренос ќе врши, ама дојдеш тркал со скајбаница и вратот ти го скрши. Друго нешто што да ви кажам. Тука горе, как се вика тие ливадите вашите горе таму? Добре, на една ваша ливада пасале 9 крави. 5 лежеле, 4 стоеле. Колку са машки, колку са женски? Значи, пасале 9 крави. 5 стоеле, 4 лежеле. Колку са машки, колку са женски? 4 са женски, 5 са машки. Кај си видел ти машка крава? Ајде, кој знае добре математика да учи? Никола. Ајде, Никола. Ајде, Коле. Еве го Коле. Колку са 2 и 2? Кога не са 2 и 2, 4? Абе, кога са 2 и 2 са 4, ама кога не са 2 и 2, 4? И тој е за кој одрене? У второ, 2 и 2 не са 4, само кога са 22.
Има ли някой друг тук се сака да каже? Да? Кой? Стара планина во Македонија. Абе, баба. Едно прашање за тие најмалите. Кој има прво, второ, пет подвени? Кој учи за... Кој е трето? Ајде, стани да се питам. Ајде, важен да си. Едно прашање. Се гледаме следната недела. Довидување.